Благодарам. Почитувана колешке, иницијативата за да се јавам за контрареплика беше вашето, ќе ве цитирам, овие средства ќе бидат доволни до ребалансот. Пазете, почитувани колеги, зарем тоа е стратегијата власта што ја има? Сега имаме ние стипендии за ученици, замислете. До стипендии за ученици имаме до месец мај, до избори, предизборно. Што има да се даде, нека се подели по народот, да се собере некој глас. Јас тоа така го доживувам, бидејќи вие мене не ме убедивте дека јас сум во право со тоа што ве замолувам, ставката да ја вратиме назад како што била лани, бидејќи лани сме имале одредена квалификација во извештајот на Европската Унија, каде вели дека се постигнал одреден напредок. Сега се крати во тој дел и вие барате 50%. Значи, доволно е само до ребаланс да се стигне. Ребалансот кога ќе биде? После избори. А после избори, бидејќи вие нема да бидете власт во државава, па како сакате, шо сакате, правете, ние да си подкупиме повеќе помеѓу гласачите, мене тоа така ми изгледа. Мене тоа така ми изгледа. Коригирајте ме ако грешам слободно, но како може да давате стратегии, како можете да планирате држава, луѓе, држава планирате, иднина на држава планирате, не планирате нешто што е што и да кажам, ке навредам некого, а не сакам да навредам. Значи, не може да планираме развој на државата и максимум на државата да има до избори, а после избори кој ќе се снајде, нека се снаоѓа, ние со нашето завршивме. Ова вашево вака изгледа. Како можете да планирате да се земаат заеми за да се дава на социјално ранливи категории до избори, а после избори имате магија некоја со што ќе ги смените сите овие социјално ранливи категории? Немате, бидејќи сте 7 години власт, вие само направивте две работи. Ги зголемивте оние корисници, кои користат социјална помош, бројот на корисници се зголеми од една страна и друго, населението се исели. Тие се двете работи кои лошите политики на власта, која вие ја поддржувате, лошите политики на власта го доведоа сето тоа. Да се враќаме наназад треба многу. Спомнавте 30 години да се вратиме наназад. Дека е направено, да, направено е. Но дека треба уште да се направи. Треба да се направи, но не треба да дозволуваме ставката на средства да се намалува. Тоа е работата. И не можеме да гледаме до ребаланс. Мораме да ја гледаме целата година, бидејќи овие средства се планираат за цела 2024 година. Почитувана колешке, Љативе, вие сте една од оние кои ја поддржуваат власта, а тој круг е многу голем. Јас разбирам дека е тешка борбата која ја правите за да ги овозможите финансиите, бидејќи овие кои, повторно ќе кажам, за жал вие ги поддржувате, повеќе гледаат да издвојат пари и финансии на разни трансфери. Повеќе да издвојат финансии, како што и тоа, впрочем, го направија, само ќе ги спомнам, а не се малку. 200 милиони евра дадени за проект Коридори 8 и 10, Бехтел и Енка, за која ни таблите веќе ги нема во државава. Ни таблите ги нема. Се испокрадоа, се направија пепел во државава. И сега ќе крадат од финансии за кои Европската Унија не пофалила, некако не пофалила. Знам дека сте во тешка состојба, се соучествувам, се сожалувам и не знам како да кажам. Морам да кажам и еден поинаков пристап спрема вас и со сета почит за групата со која се борите, ние ќе дадеме поддршка, но јас пак ќе кажам, колеги од власта треба да бидат
минимум 6 милиони денари, а не само 3 милиони денари. Треба вредноста да биде сменета. Ви благодарам.